Мое село во твоето село. Почитувани мои, добро утро и поздрав до утринската програма на Сител телевизија Ја сакам Македонија. Екипата на Мое село ова утро се наоѓа во Пустарека, село кое се наоѓа југозападно од Крушево и е на височина од 1000 метри. Висината на селото придонесува да има таква добра клима, така да во летниот период температурите не се толку високи. Селото граничи со Преглово, Пласница, Цер, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци и Зашле. Навистина прекрасно село кое вреди да се погледне одблизу. Ви предлагам да одиме заедно да погледнеме убавините на село Пустарека. Мое село во твоето село. Почитувани мои, разговарам со најстарите жители во село Пустарека, Менка и Вецко Божиновски. Добар ден. Добар ден. Добро ве најдовме. Добро дојдовте. Честни е што не посетивте. Ви благодарам. Менка, Кажи. да ве прашам, вие сте тука од деца. Да. Да. Тука сте родени, Тука сме родени. тука сте се залюбиле, Да. како млади. Да. Менка, мора да ни кажеш, кој бил тогаш најубав дечко во ова село? Вецко беше најубав. Вецко Божиновски. Јас бев мала. Мала? Мала бев 13 години. Вецко, како успеа да го прелажеш ова девојче? Успеа да го прелажам. Бев млад, бев убав, бев факман, освојувачна девојчина. Да. И го прелажив најубавото девојче. Најубавото, Да. најличното моме во село Пустарека. Да. Иако денеска многумина вела дека Пустарека во тоа време имало многу млади. Да, тоа е точно. Девојки, момчиња. Имаше девојки, момчина, правевни игранки и така. Так, Менка, да ве запрашам, сте се криеле од мама и тато? Да. Се криевте? Да. Никој да не знае. Никој да не знае. Вецко, Така беше. така беше? Да. По ќошиња? По ќошина и по кошина. Вика, по кошиња. Земјата е округла, ама ние по ќошиња сме се Не криеле. по ќошина. Така било. Така да. Вецко, вие сте се залюбиле на млади години. На колку Да. години? Она имала 13? Та имаше 13 и јас имам 18. 18 години. 16. И од тогаш сте до ден денеска заедно. 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 Тука правевте свадба? Правевме свадба. Во тоа време со адети, Адети селски. како што доликува, со народни носи, Народ. Не, селски. вече не, не беше невеста во народна носија или во невестинска? Невестински фустан. фустан. Добро. И, така, немаше тогаш да купиш од некаде. Немаше, Да, во да. Крушево појдовме ваков, таков, а и од една медицинска сестра на тетка ми беше таа, имаше многу убав фустан, ми го даде таа, јас бев млада, Да. не како сега, се облеков. И Вецко ми вели, ако не најдеш фустан, ќе те облечам во палтово и ќе те земам. Така. Вецко, било како само да ја земем. Така, така. Да Така ја беше. украде. Дали имаше тоа време да се крадат невестите во овој крај? Па немаше Не. баш така Не. присилно. Не присилно. Мислам, нели? Немаше така. Се си беше Да, со сите адети, со со сите веридби, со обичаи зборови. селски, со покани на блиските. Така, така. Појдовме, побадавме со татко ми, мајка ми. И што велат домашните незини, не Така. може. Велат не А може. не, рекла, малечко ние чупето, ама како сакат Ама чупето, тогаш 4 така. години се сакавме. 4 години. Да. Војска 4 години беше. мило либе. Да. Војска И појде, така. се веривме кој дојде на отсуство и после се заедовне. Така. Ко се верувавме, па јас, тетин ми беше полицаец и пиштол носеше,
ми стои уште овде. Да, како белек. И јас млада. Отје. Зедов и ке пукам со пиштолов. Јас и овде се врати, она што е на пиштолов ме удри. Добро. И ме раскрва вака. Јас бегам, мајка ми и рекле, леле се Подрен. рани чупево со пиштолов. Ко фати да плаче таа брзо. Да. Јас децински работи тогаш, ништо нема, мори мамо се фати, вака се држам. Ме преврза, ајде поминав по, имаше 40 души стројници тогаш. Со стројници, ми како сите да ги даруваш требаше. Леле, тогаш бовчи се правеле вецко, не? Да. Ама тогаш била поскапа свадбата на невестата него на момчето. Да. Бовчи мораш да ги даруваш сите. Обавезно. Одред до ред. На сите, бовчи немаше тогаш по еден дар на сите. Добро. Те поминиш на сите стројниците што се, сите ќе ги даруваш. Така. И јадење, пиење дома и ајде ти викам, Така. пиштоли пука и пушки таму. Вецко, ама си бил весел тогаш. Натапан, да можеме да те видиме. Имате некои слики од тоа време? Да. Вецко, да ве запрашам. Си имате дечиња? Дечина имаме. Имаме две Ќерки, девојчиња. Две девојчиња? Да. И едно машко имавме, Добро. почина. Почина на млади години? На млади, да. Добро. Прво ни беше машкото, после Девојчињата ви се тука мажени или? тука ни се, едната е Тука. во Крушева, едната е тука. Имате внучиња? Имаме. Од првата живче имаме две машки, едно женет е. Имаме сега превнуче. Значи сте доживеали и паравнуче? Да. Па еве да ги поздравиме сите тогаш. Поздрав. Поздрав до внучињата, до паравнучињата. Од малата керка е во Крушево. таму. Имаме една внука и две паравнучи. Еве поздрав и до нив. Поздрав и Да ни до- се живи и здрави. Илија и Сара. А ова Деспина малата, се вика најмалата, Да. од живче, Да. Деспина. Да ви се живи и здрави. Вецко, значи све на време си фатил. На време. Да. Све со ред. Сорет. Да. Нема што, нема што. Да. Ви благодарам за разговорот и дали ќе може сега да погледнеме малку низ вашиот двор, низ Може, вашата куќа да нема регистрираме со проблем, камерата. Нема проблем. Колку уредно сте успеале да го реализирате на некој начин, да речам, Се со тоа е години. успех од нас двајца. Од вас двајцата. Кога се зедовме, ова место беше испуштиште, така. Мислам, негово беше од мајка му, наследство, ама беше така. И после, јас дори со Вецко направив еден гоблен како да изгледа овдека. Така. Малецко така го нацртав и го навезав и од тогаш почнав не. По гобленот го имам го чувам. Па добро, сте сакале да се задомите, да си направите нешто свое и така, Да. како и секој еден И млад од човек. тогаш, да. Така е. Добро, ќе може да реализираме со камерата да видиме колку Може, нема Може, како проблем. не. навистина ви убав и дворот и куќарчето. Фала ви многу. Ви благодарам. Исто и ние. Исто и ние. Моје село во твоето село. Моје село во твоето село. Почитувани мои, за денес имам еден интересен соговорник од село Пустарека, Живка Деспотовска. Живка, добар ден. Добар ден, добре дојдовте во Комицко Пустарека. Комицко Пустарека. Да. Важи за револуционерно село, Да. важи за село, како да речам, јатак на едутите. Да, точно. Живка, ти си тука родена во ова село. Да, Би те запрашал за почеток, со што се бавиш во ова село? во ова село најмногу, пошто сме во планина, јас, моето семејство, од мали нозе, значи, одиме, собираме печурки, лековити билки, шумски плодови, да речиме, Така? и со тоа израснав, па потоа, од кога оформив фамилија со мојот сопруг заедно, почнавме и покрај собирањето на печурки, смрека, лековити билки, Така? почнавме и да се бавиме со преработка на тие лековити билки,
Значи ова со години веќе се работи. Со години. Како една традиција Пошто е во вашето- планинско место, луѓето немаат тука поле за да работат. Така? Затоа преживуваат со собирање на печурки и лековити билки. Така, да речеме природата сепак дава. Да. И затоа ние со мојот сопруг решивме да помогнеме на мештаниве, Така? да им ги откупуваме, значи плодовите, да ги преработуваме и да ги пласираме до Понатака ги пласират. пазарите. Би те Да. запрашал сега за почеток, ова машинче зошто служи? Ова машинче е за сечење на печурка, вргањ, Добро. за правење коцка. Коцка од нејзе. Потоа оди на мрзнење и потоа оди до пазарите. Така, ова машинче... Другата машина е за рачно сечење на вргањот, пошто некогаш се случува, пошто сме во планина, да нема струја, имаме ние машина, значи на Значи ова е струја, вргањ, исечена на оваа да, машина. исечено на таа машина. Таја рачната е помошна заради тоа што некогаш се дешава да нема струја, па да не, Да, и пошто рачно- пропаѓа, Значи водата. вргањот мора од како ќе се набере да се исече. Да се исече може добро и да да се се исуши. исуши. Ја редиме на овие леси, свежа, Да, така. потоа оди во големата, во сушарата на сушење. На сушење. А дали може да речеме на сонце да ги суши? Може и на сонце, Може, да. ако има сонце, ако ги има суши. сонце, да. Ако нема сонце, Ако имаме нема сушар. сонце, имаме сушара. Така, овој вргањ после оди натаму се пласира. Да, натаму. Добро, Го освен класираме, значи има неколку класи. така, освен вргањот имаме и други печурки. Освен вргањот, ова е вргањот. Значи, Така, ова е вргањот. И го има доста во нашиот предел. добро, ова е сега исушено. Не, ова е сега свежа печурка. Добро. Меѓутоа јас ја имам замрзнато Добро. и исто оди на пазарот како замрзната. Како замрзната може и така да се замрзната, пласира. Да, и така. А ако ја исушиме и да Ако исечеме? е, значи само свежа може да се сечи. Аха, После мрзнењето Не може. нема сушење. Оди само на Свежа. готвење. на готвење. Да. Добро, а ова? Ова исто е вргањот. И тоа. Ова си е сувата. И Така. тоа сега тоа. да покажеме за гледачите на мое село, што уште од овие Од шумски плодови? лековитиве билки, шумскиве плодови, значи луѓето и моето семејство, Така, значи уште од многу старо време, уште од татко ми, јас кога бев мало дете, со татко ми и мајка ми собиравме смрека. смрека. И ја продававме и потоа Смреката почнавме и можеме да ја мојата речеме фамилија. една лековита билка? Лековита билка, Ова е таа смрека. да. Од Чуената нејзе, смрека. да, оди на, значи, се прави извоз, во странство завршува оваја, пошто кај нас, можда во нешто по нашиве, на фирми нешто, ама Дали би те запрашал, дали оваа смрека е лековита билка од која што се прави? етерични масла, Етерични масла. дел оди за, значи, за лекови, Така? исто се прави джинот, пијалокот. Пијалокот се прави од Да, смрека. да. И ова не сум. И прочуената ракија, значи клековача, што ја Клековача, кажуваат. позната. Да, да. Значи ова се става во шише со ракија, Да, се стои да. не е битно одредено Да. време и ракијата која ја пиеме смрековача да речеме. Ама и варат, значи негде Да. луѓето вареле. Меѓутоа не е кај нас тој процес. Значи од ова да се стави во казан да се свари. Да, оти Како комињето што како го стави. комињето. И Али се не вари. сушена, него свежа. Така. Многу лековита билка Да? и И барана на и пазар. барана на пазарот. Да. И мештаните, значи, имат, како да кажам, преживуваат во селово така. со берењето На шумски плодови. на шумски плодови. Добро, освен овие печурките, тука гледаме и чајче имаме. Освен печурките, имаме и чајче. Тоа е чуениот планински Значи, чај. ова е планински чај, прочуениот планински чај, кој го бериме на планините, околните планини, до нашето соседно село, Цер, поздрав до Церани, Поздрав. и е многу лековито. Значи е собирано од
негде на 1700-1800 надморска висина, Така е. каде што не е допрено од загадување. Да, Значи чист чисто планински чај. планинско. Ова го собираат и мештаните? Да, го собираат и мештаните. Секоја куќа има и Нема ние, кој нема, да. и церани, значи Така. љубителите на планината. Живка, да кажеме од ова чајче, освен што се пие како чај, како лековита билка, се прават и од него го барат за... Па, обично за чај. Кои Така, други за... плодови тука може да набереме? Може да се наберат диви малини, диви јагоди. Значи има богат. Значи, лековити билки, други, значи, смил, мов собираат луѓето. Така, да. Исто од печурките, лисичарата, смрчакот. Значи има доста. Да, има Богато е доста, овој крај. богато е. И Ајде да ве прашам, вие сте задоволни со ова работење ваше? па сме задоволни. Да, со години Да, веќе. со години. Ние одиме и собираме, и си преработуваме, и соработуваме и со сите соработуваме, селани, така, со сите селани, Да, така е. и така. Живка, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам, Бите се добри. гледаме. Мое село во твоето село. Село Пустарека. Далибор Вијачовски, пчелар од село Пустарека. Далибор, здраво живо. Здраво, добре дојдовте во пчеларникот на Далибор Вијачовски. Пчеларникот на Далибор Вијачовски. Далибор, ти си добар пчелар или добар медар? Јас сум добар пчелар. А медар кој ќе колку што ќе дај природата толку. Значи Така. јас ако ишта не да јас сум благодарен да имам пчели. Добро, сега што можеш да ни демонстрираш? Да отвориме еден сандак и да отвориме видиме. еден сандак, значи сега е есено време, значи сега се веќе зазимени, односно не се зазимени, ги зазимуваме сега, ги чадиме за од крлеш. Почнав, ги третираме. Значи мора да бидат зачадени од крлеш, да не Мора фатат овој крлеш. период, значи што се извади до крајот на август, медот се изваде. Сега има мед за ними, тој што е останат е за ними мед. Еве и овој сандук ќе го изваиме сега. Далибор, мене морам да признам ја страф од пчелите. Иш да не се плашиш, овие ми се мои пчели, јас си ги сакам, си ги... Воспитани пчели, така да нема Па проблем. не касат тие. Е сега, Далибор, да те прашам, Значи- што правиш во моментов? Значи сега му давам со ова сознание дека одиме добро намерно, не ги крадиме, не ги тепаме и така на Значи пчелата го брани медот. пчелата го брани медот, да. И Ова задимување значи добар знак дека доаѓаме со добри Мора- намери. Да. Да. Еве имаме овде пило, значи ова е пило, што значи дека есенска пчела. Значи ова е уште не излезена млада пчела, треба да излегува младата Треба да пчела. излезе. Треба да излези, да. Да. Добро. Како сега би те запрашал како ги прехрануваш на есено време или кога ги спремаш за зимо? Значи сега првин ги чадам и после му давам шербет додека е топло. Аха. Кога не е топло, значи се дава погачи. Еве ги погачите, овие се од, Добро. ако може да ги види, од чавдар, од битола, ги земам. Шеќерни, затоа што после температурите се минусни, ова ќе го преработуваат тие. Ова е таа пита, Питата, со која ги да, прехрануваме да. преку зима. Али ова е, значи, јас му клавам, али му оставам мед. Е сега обично велат, нели, Далибор, пола мед за пчелата, пола мед за домакинот. Јас повеќе од пола му оставам мед. Повеќе од пола. Да. Ова година како си задоволен од Па пчела? задоволен сум ова година и малце нешто што изроив. Лани имаше појќе. Еве уште една демонстрација. Што значи сега? Еве, ова има мед, еве го медот, може да се види. Дали можат со тој мед да бидат прехранети? Не можат само со овој. Значи, овие не ми се зазимени, значи му клавам Да. 4 рамки со мед полни и другите со помалце мед што има останато, да речеме, Така. како ова сега. Ова ги задимуваме да им дадеме знак дека сме пријатели. Да. Да не настане нешто непредвидено. Еве ти овде. Значи, ги
зависи од која страна, значи Да, те ќе се соберат самите. Далибор, колку рамки имаме во еден сандак? 10 рамки 10 има. рамки. Да. Еден сандак колку километ може да даде, да кажеме, во една сезона? Па сметај, значи еве она имаме страшен. Сршлен? Да. Вака сега, значи зависи од годината. Имам сандуци на 3 спрата, да речем ова е на 3 спрата. Така? По 10-30 рамки, по 3 кила 90 километри. Ако се погоди годината, Ако зборувам. се погоди родна година. Да, да. Ако не се погоди, нешто помалку. Па нешто не треба да значи дека толку треба да има. 2 кила мед, значи на рамка, прибидејќи сега условите Да. ни кажуваат други работи, дека Сега нема... веќе го затвараме сандакот. Сега го затвораме сандакот. Ги зазимувам на 9 рамки, му оставам за да дишат и на 2 сандуци ги оставам. Аха. За да можат да, кој ќе фатат снего и да му се качуваат горе-долу, Така, така. тие работи нешто да прат тамо. Сега пред да ги затвориме, не ги задимуваме, не. Не, Нема значи потреба. нема потреба. Тие знаат, Пчелата си има своји стражари, си има секој сандак стражари. си има стражари, сега е најбитно значи да се дај шеќер за да извади Да, есенска пчела. Од ова работната пчела живее 21 ден. 21 ден. 21 ден. Есенската пчела? Есенската до наполет останува, значи може да има малце, многу малци, Така. после матицата несит Така. и се произведува така. Далибор, за прополисот. За прополисот да извајме друго сандаче да отвориме. Не мора да отвориме, само би те прашал прополисот како. Прополисот, значи ова е прополисот овде. Еве ова е прополис, секој дупче што има, Пчелата го затвара. пчелата го И затвора. така се штити. И така се штити, значи овде кај што има ова е сето прополис. Се е прополис. Да, ова, значи ако не диктова малце, та го подполнуват и тоа е херметички затворено. Затворено е. За цело зимо. За цело зимо. Не може да влезат и непријатели, ни ладно, ни... Ништо нема, значи зимата јас ти кажувам кој ќе ги зазимам, уклавам овде книги од вреќи, од нешто од било какви. Инаку не муклавам ни најлони, ништо, по една рамка му ваѓам да биде на 9 рамки за да може да диши. Да може да диша. Така. Далибор, си задоволен од оваа сезона од медот? Јас сум многу задоволен. Прополисот како би го протолкувал на пазар? Не онадам со прополис, значи матичен млеч, тие работи ништо не вадам, Само мед. само мед вадам. Тоа го оставаш све на пчелата. На пчелата сето, не можам да втасам, сум на работам во битола. Така? И еве ги размножувам се овде нагоре, оќе ако сака Господ. И уште едно прашање, многу слободно се движиш ни пчелите, не ти е страф никој? Не ми е страв никако, еве, значи секаде, кај што сакаш. Не, Вела дека пчелата е наука. И многу сакам да ја научам оваа наука, ама многу ми е страф. Јас сум некаде 7-8 години пчелар, тоа е еден цел факултет, значи не можеш колку сакаш да исто години уште нема правило за пчелата. Нон-стоп се учи. Нон-стоп се Нешто учи, некој од прв пат што ќе се научиш, некојаш и од некој старшо што ќе научиш. Така е. Пчелата нема некое правило дека битно е да ги презимиш за да не ти изумрат. Така е. Зошто сега го задими пред да го затвориш? Па за да избегат пчелите, за да еве овде му се тура шербет, овие се ранилки за тука шербет. ги храниш преку зима. Така, ова значи дупката се излегуваат. Ова го креваш, му тураш тука шербет, Преку сезона, зимо. зимата. Значи сега дур да фатат ладни, онакво се тура шербет. Интересно е на како го кажа, го вадиме овој мед сега, го чуваш за напролет кога пчелата треба да биде јака. Не, медот јас тој што ми е извен дома ќе видиме, тој ми е во канти, значи медот што го извадив, јас го извадов, овај мед са што има да речеме во другиве сандуцина. Го располедувам кај што нема да речеме, на тон му фалат, значи морам јас да му клам 4-5 рамки со мед. Значи од овде кој има 8, таму ќе му оставам 5, таму ќе му клам 2. Тој мед, ако имам вишак мед, го земам дома. Значи го чувам, не го цедам тој мед, го чувам за напролет. Медот за да биде. Кога им треба на пчелата? Кога му треба на пчелата или значи, ќе излези. Напролет правиш прихрана со мед. Со мед, значи ќе излези некој ројчет и јас имам мед, значи му клавам мед и нема проблем, не му давам шербет, и шербетот така не може да обстани. Така, го затвараме сандакот? Го затвараме сандакот. Ако треба да отвориме друг. Па не, ја мислам дека е доволно демонстрираме на нашите гледачи. Тебе ти е страв. Не да ми е страв. Не да ми е страв. Не касат, овие не се такви пчели што Овие касат. се воспитани, културни. Овие се без заби, а овие касат, овие се со заби. Тие се со заби. Да, Далибор, ти благодарам.
Ти благодарам. Фала за и разговор. вас што дојдовте во пчеларникот. Ви благодарам и вас. Далибор Вијачовски. Моје село во твоето село. Моје село во твоето село. Две момички од пуста река. Двете облечени со носи од старо време. Кристина Вијачевска. Вијачовска и Теодора Павлевска. Теодора Павлевска. Момиче, многу си убаво. Убаво сум од пуста река сум. Од пуста река си, да си ни жива и здрава. Кристина, да ни кажеш сега за ова носие што ја носи момичето. Тај носија е за момите што ја носеле на времето, За разни пригоди, за излагање, за шетање, за прослави село. на сред село. на големите слави, Да, да. што се правеле некогаш во селото. Да. А ова носие што ја носиш Ова ти? е невестинска носија Ова е за мажење. за мажење, да. Сега те молам да ни кажеш само овие носи од старо време. Ден денеска се сочувани од ваша страна. Да. Имате И негуваме. повеќе вакви носи? Неколку, за жал, многу малци имаме. Добро, Да. добро. А може да кажеме во селото дека имат и други вакви носи? Има, да. Ова е пуста река носија. Да. Така да речеме невестинска. Невестинска. А ова е носија за момите. За момите. Значи имале на повеќе видови да кажеме носи кои што и може да има уште некој друг вид? Секој за различна Кој како пригода ќе се иска. носеле, да. Да. И сега момичево што да го прашаме? Момиче, имаш момче? Не. Не. Леле, момиче, нема момче. Да ве прашам вака, ти Кристина да ни објасниш ова све да демонстрираме носијата, скутале, Скутник е тој. ова е Се со- кошула, Кошула се состои од цел добро, дел. ова е појасот, Појасот, да. добро. Сега, Се состои еден дел клашник се вика тоа, клашник како е лек клашник е овој дел тука, Да. така, тоа е клашник. Да. Добро, ова е носија за момички. за момичките, да. Што си носеле тогаш на сред село, на разни прослави и Така, така да. натаму, рековме. Сега да ни ја демонстрираш и оваа носија. Ова е невестинска носија. Невестинска носија. И ова е клашник што го носиш ти? Исто, да. Клашник, а ова на главата? Тулбен. Тулбен. Тулбен, да. Значи не е шамија, некој ќе рече Не, тулбен. Ова што означува во тоа време? Невестите го носеле пред мажење, така? Да, за Тулбен, да речеме како да биде подкриена, сокриена. покриена да биде, да. Така? Да, добро. Ова пред тебе наградите? Ова гула се вика. Гула. Гула. Добро. А ова е Имам скуталето. Појас, исто. А имате и појас. Да. Добро. Скутина Скутина и и кошула. кошулата Ова било спремно за невеста. за невеста, да. Пуста река, свадби, веселби, невестата излегувала со оваа носија. Да. Ти не- И трајала 3 дена. Свадбата траела 3 Да. дена. Па многу. Така било на времето, да. Па добро, во тоа време ако оделе од едно село во друго Така, или да. или во пуста река не, се зимале само од тука. Имале и од тука И зимали од и други од села. другите села, да. Тина, имавме добра прилика и можност да ја презентираме носијата на пуста река, како на невестата, така и на момите.